На точно 6 месеци од трагедијата во дискотеката Пулс, со фотографиите во раце од своите прерано загубени чеда, родителите, роднините, пријателите и граѓаните на Кочани денеска го одржаа 22-иот поред Марш на ангелите. На протестниот собир мајката на трагично загинатиот фудбалер Андреј Лазаров порача дека овој грозоморен настан можеше и мораше да се спречи и дека не е само последица на искра или невнимание, туку на системска слабост и неодговорност. Каде беа институциите? Каде беа инспекциите што мораа да го затворат клубот уште пред да се отвори? Каде беа службениците кои требаше да го проверуваат секој чекор? Тие молчеа, тие не постапија. Институциите не се независни тела, тие се дел од државата. Под нив стојат општините, министерствата, владата. Ако тие не ја завршиле работата, тогаш државата има одговорност. Ако инспекторите молчеле, службено лице потпишувало на слепо, министер не преземал мерки, тогаш не може да има само индивидуална одговорност. Деко и неговиот син Михаил се символ на најголемата корупција и нечовечност. Во нивната дискотека Пулс, без никаква лиценца, без никакво одобрение, изгореа живи 62 деца. Тоа не беше несреќа, тоа беше убиство. Нивните раци се извалкани со крвта на нашите деца. Но државата, преку своите институции, ги заштити и им овозможи да молчат наместо да одговараат. Бараме крај на корупцијата и крај на затварањето очи пред човечки животи. Да не дозволиме оваа трагедија да се повтори никогаш повеќе. Вечерва на Штипскиот плоштад Слобода, под мотото 62 ангели, вечна светлина во нашите срца, ќе се палат свеки како символ на светлината и сеќавањето, што никогаш нема да избледее. За Сител, Трајан Ристовски.